Кризниот штаб на Гостивар се координира околу врските за престојниот викенд, која ќе биде на сила целосен дводневен карантин. Во текот на утрешниот ден ќе биде објавен список на дежурни аптеки и маркети, а доставата на лекови и други неопходни продукти ќе се одвива преку мобилните тимови на општината и на Црвениот крст. На услуга на граѓаните ќе бидат и одредени сендвичари, пицерии и слично, кои храната ќе ја носат до домовите. Надлежните ги повикаа сопствениците на аптеките и маркетите кои се заинтересирани да работат во текот на викенд полицискиот час да се пријават во кризниот штаб најдоцна до утре до 12 часот. Да аплицираат итно денеска до утре до 12 часот за дозвола за движење. Велам до утре до 12 часот, бидејќи ние имаме ограничување со полицијата да се координираме до утре до 15 часот. Затоа би ги замолил сите итно кои што треба да функционира сабота и недела, да достават барање до општина Гостивар тука во информативниот центар. Состојбата со коронавирусот на подрачјето на Гостивар до денес остана иста, без нов позитивен случај. Од утрово повторно работи подрачната единица на Центарот за јавно здравје. Вкупниот број на тестирани лица изнесува 130. Од локалниот кризен штаб на општина Врапчиште рекоа дека состојбата на нивната територија е стабилна и освен првичните 2 случаи на заболени, други не се регистрирани. И заблагодариме за дисциплината што го покажуваат жителите од општина Врапчиште. Ги повикуваме и понатаму да ја почитуваат мерките и да бидат пажливи на деновите што доаѓаат. Преку координативното тело за хуманитарна помош досега биле поделени 450 пакети со прехранбени продукти и 270 со средства за хигиена на семејства во социјален ризик во поширокиот гостиварски регион.